Правилното користење на водните ресурси, развојот на енергетиката, туризмот, земјоделството и дигиталните решенија се столбовите на новата сина економија, во која природните ресурси се поврзуваат со технологијата, иновациите и знаењето. Со дигитализација, примена на вештачката интелигенција и развојот на нови вештини кон кои е насочена владата, домашниот бизнес добива можност за ново позиционирање на европскиот пазар. Македонските компании кои работат во овие области веќе се на добар пат. Секоја една македонска компанија која е близко до препознавањето на своите активности дека е вклучена во сината економија или пак ќе разбере за тоа преку вклучување во мрежата, има потенцијал да го прошири својот опсек на делување и својот опсек на водење на бизнис. Компаниите од туризмот и агроиндустријата, тие што се занимаваат со производство на струја од обновливите извори, па се до управувањето со водите, се дел од економскиот концепт. Но, за да се искористи потенцијалот, потребни се и нови алатки. Дигиталните платформи треба да ги поврзат компаниите, знаењето и човечкиот капитал. Се прави комплетна дигитална платформа која што ќе ги собере на едно место од сите релевантни кои што во моментот се истражуваат вработување, ком и така натаму, сите кои што се џоб портали, така наречени, или портали за работа, и во тој сегмент ќе им даде увид и можност да ангажираат работници кои што се во делот на сината економија. Во новата економија конкурентноста ќе ја одредува способноста компаниите да применуваат нови технологии. Вештачката интелигенција, дигитализацијата и иновациите веќе не се прашање на избор, туку услов за развој. Зело помемни со 4 беседи бом рекла. Конкурентност, иновативност и in tem obdobju uporaba umetne inteligence ter razvoj kadrov. To je vse, kar lahko svetujem. To je ključ do uspeha. Новите технологии отвораат можности и за малите и средни компании. Ќе овозможат полесен пристап до пазари, поефикасно производство и создавање нови услуги. We have, for example, just think about digitalization or thinking about AI, IoT, digital twin. All these are new opportunities for SMEs. Сепак првиот чекор е препознавање на потенцијалот. Експертите од регионот велат дека земјите без море не треба да исклучуваат сината економија. Напротив, реките и езерата може да бидат значаен економски ресурс. Србија и Македонија као земји кои су удаљени од мора, kod nas ne postoji uopšte posebna svest o tome da postoji sektor plave ekonomije kao takav, a naravno to su reke, često one koje su značajne međunarodne transportne žile kucavice kao što su Dunav, Sava i Tisa, ili recimo velika jezera kao što je recimo Ohrid, Prespa i Dojran u Makedoniji. Македонската влада работи на поддршка на сината економија, односно зачувување на водните ресурси и воведување на дигитализацијата во процесите. Оттаму велат дека подобрената состојба со акумулациите и управувањето со водните ресурси е важна и за енергетската стабилност и за потребите на земјоделството. Нашата цел е јасна: Македонија да стане енергетски независна држава, да произведува повеќе домашна, чиста и конкурентна енергија. Македонија располага со значајни водни ресурси: трите природни езера, речните сливови, хидроакумулациите се дел од потенцијалот кој може да се искористи преку современи технологии и одржливи политики, изјави министерката Сања Божиновска на 10 јули по повод Меѓународниот ден на енергијата.